Во периодот кој следува треба да се знае вкупниот број на дози на вакцини против COVID-19 кои би стигнале во Македонија и ќе бидат наменети за овдешните граѓани, вели во изјава за Гласот на Америка министерот за здравство Венко Филипч. Постојат два механизми преку кои би можела земјава да дојде до нив. Едниот е на Европската унија, а земјите членки согласно тој договор имале обезбедено близу 400 милиони вакцини за себе, вели министерот. А благодарение на Полска, која преку полскиот амбасадор, за што сакам да изразам благодарност, понуди да дел од нивните количини бидат наменети и за нашата земја. Очекуваме да во следниот период знаеме точно и за дозите, колку би биле на располагање за нашата земја, секако и за точниот начин на тоа како ќе стигне кај нас. На располагање на Македонија е и механизмот КОВАКС на Светската здравствена организација, кој што механизам се грижи да тогаш кога ќе биде пронајдена вакцината биде еднакво дистрибуирана во сите земји кои што ќе аплицираат да бидат дел од овој механизам, додека не се постигне вакцинација на 20% од населението. И вториот механизам, Европската унија потпиша билатерален договор со компанијата AstraZeneca, тоа е таа оксфордска така наречена вакцина. AstraZeneca е компанија која што е најблиску согласно на динамиката на изведување и фазата во која што се наоѓа до пронаоѓање на вакцината. Поранешниот заменик министер за здравство Владимир Лазарев и сега здравствен експерт за Блискиот Исток вели дека ќе треба уште некое време да се почека додека вакцината стигне до граѓаните. Објективно, јас не мислам дека ќе стигне за вакцинација пред следната година летото, што би значило дека најмалку уште една година ние би биле во ситуација да немаме вакцина, односно населението да не биде вакцинирано и со самото тоа да биде во состојба на повеќе, како да речам, повеќе причини да се активни превентивните мерки. Во однос на тоа колку вакцини ќе бидат потребни, Лазаревик вели дека препораките на СЗО се базираат на тоа колку население е потребно за да се постигне стабилен имунитет. Еден дел од највисокорисичната група, ако се осигура со вакцини, се претпоставува дека остатокот од населението по автоматизам ќе се. Така да мислам дека тие препораки, тие бројки се во рамките на некаква нормала. Министерот Филипче вели дека според последните информации поврзани со оксфордската вакцина имало параметри кои биле исполнети и кои укажувале на тоа дека вакцината е добра, а процесот на вакцинација може да биде успешен преку развивање на антитела со истата. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.